28. мај е прогласен за Светски ден за акција во однос на женското здравје и се одбележува во повеќе земји во светот. Ова е веста на денот, а сега следуваат и останатите содржини во урбаните вести. Почнува нова ера на дигитален радиодифузен сигнал. 18 регионални пензионерски спортски игри на Скопје. Одржана третата седница на Советот на град Скопје. Промовирана првата книга во Домот на култура Илинден. Проблемот на граѓаните со снежна слика на екранот од телевизорот од сабота ќе замине во минатото. Македонија прва во регионот воведе дигитализација на медиумите. Само граѓаните кои не се корисници на кабелска, кои во домовите имаат телевизор од постара генерација, треба да набават сет-топ бокс за да ја следат програмата. Елизабета Дамјановска. Од сабота, односно од 1 јуни, во Македонија се исклучува аналогниот канал и Македонија прва во регионот пред Бугарија и Грција го имплементира дигиталниот радиодифузен сигнал. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации Роберт Ордановски денеска стави акцент на придобивките кои граѓаните ќе ги имаат од процесот на дигитализација, при тоа нагласувајќи ќе се заборави проблемот со така наречената снежна слика. 1.6 влегуваме во новата ера на дигитален радиодифузен сигнал. Во регионот сме први, Бугарија и Грција до крајот на годината ќе се дигитализираат, Србија, Косово и Албанија до 2015 година. Квалитетот на сигналот е веќе дигитален и сите можности што ги носи дигиталниот сигнал се содржани во себе од аспект на снимање, премотување и така натаму. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски нагласи дека сите медиуми имаат доставено барање за добивање лиценца со која ќе се емитува дигитален сигнал, упатувајќи апел до граѓаните кои не се претплатени на ниту една кабелска мрежа, навреме да обезбедат сет-топ бокс или приемник на дигиталниот сигнал. Дека сите медиуми имаат доставено барање за нова лиценца за дигитално емитување, дали било тоа преку теристиријален, преку WAN или било тоа преку кабелски оператор во своите региони. Би апелирал уште еднаш до граѓаните Република Македонија да набават приемник, сет-топ бокс, така наречен, за да можат да ги следат каналите кои што ќе бидат емитувани преку WAN и каналите кои што ќе бидат емитувани преку македонска радиодифузија. Поради можните компликации со сигналот, Советот за радиодифузија ќе им биде достапен на сите граѓани и за време на викендот, потврди председателот на Советот за радиодифузија Зоран Трајчевски, нагласувајќи дека 30 телевизии аплицирале за емитување на програмата преку операторот WAN. 60 телевизии аплицира за промена на дозволата, од нив 30 телевизии да емитуваат програма преку операторот WAN и 30 телевизии да емитуваат програма на локално ниво. Советот за радиодифузија во координација со АИК и со операторот WAN ќе излезе во пресет на отстранување на било какви евентуални проблеми при приемот на сигналот. Граѓаните треба да се подготват за да можат да ги следат дигиталните програми. За таа цел, мобилниот оператор WAN ја олесни процедурата за набавка на сет-топ бокс, уверуваше денеска главниот извршен директор на операторот WAN Цирил Кафол, појаснувајќи дека 5 национални и една регионална телевизија се веќе подготвени за процесот на дигитализација. На пазарот лансиравме неколку понуди кои ќе го олеснат процесот на дигитализација, како на пример 50% намалена претплата на Бум, а исто така сет-топ боксови може да се набават на повеќе од 1000 продажни места. На територија на општина Газибаба денеска традиционално по 18 пат започнаа регионалните пензионерски спортски игри на град Скопје. Пензионерите ќе се надпреваруваат во 11 дисциплини, а најдобрите ќе учествуваат на републичките спортски игри. Томислав Атанасовски. Денеска на плоштадот во населбата Автокоманда свечено беа отворени 18 регионални пензионерски спортски игри на град Скопје 2013. Домаќин на овие спортски игри е општина Газибаба и градоначалникот Тони Драгуски, кои игрите ги прогласи денеска за отворени. Пензионерите од општините во градот Скопје се надпреваруваа во 11 дисциплини, меѓу кои во шах, табла, домино, куглање, трчање, традиционално екипно влечење со јаже, пикадо и така натаму. Навистина ми е чест што денеска овие регионални спортски надпреварувања ќе бидат на територија на општина Газибаба.
Јас можам само да истакнам дека во изминатиот период имавме одлична соработка со Сдруженијето на пензионери, така ќе продолжиме и во иднина. Така да и денеска ја покажуваме општина Газиваба е дел од ова денешно случување, дадовме максимална подршка. Ви посакувам пред се убаво дружење денеска да имате, добра забава и нормално, како што спомна и претседателот на Сдруженијето на пензионери Газиваба Ѓоко, она што досега како подготовка го правевте, да го покажете денеска на спортските надпревари. Јас можам да кажам и за воиднина дека општина Газиваба максимално ќе ги поддржува активностите на Сдруженијето на пензионери. Наша заедничка цел е нашите највозрастни граѓани, значи навистина да имаат едно добро дружење и добро да се забавуваат овдека на наша територија. Основната цел на овие пензионерски спортски игри за граѓаните од третата доба е дружењето, забавата, рекреацијата и се разбира спортот и надпреварувачкиот дух. Најдобрите на овие традиционални пензионерски спортски игри ќе земат учество и на републичкиот надпревар, а истите ќе добијат и плакети, пригодни награди и признанија. Овие надпревари се во организација на градот Скопје, општина Газиваба, како домакин и Сдруженијата на пензионери на град Скопје, Република Македонија и општинските здруженија. Дечиња од градинката Детска радост од општина Газиваба денеска го одбележа светскиот ден на пеперутката, украсувајќи го плоштадот во населбата автокоманда со 700 изработени пеперутки. Децата од оваа градинка овој месец им го посветија на пеперутките од матка и по тој повод го реализираа проектот за заштита на пеперутките Лет од цвет на цвет. Символично еколошката активност ја започна на 17 април со пролетната приредба на децата од градинката Мимоза, насловена како Боите на виножитото, кога заедно со вработените ги изработија првите 150 пепирутки, од кои го направија виножитото со кое ја украсија сценографијата. Месец мај е еден од најубавите месеци во годината и во нашата градинка ние месец мај им го посветивме на пеперутките. Затоа што работиме еколошки активности. Значи, идејата ни беше оваа еколошка активност да ја организираме во форма на заштита на нашите пеперутки од матка, кои што се навистина многу вредни пеперутки и за кои што треба да дознаат и нашите деца уште од најмалата возраст. Затоа ние цел овој месец со децата работиме пеперутки. Значи, изработивме пеперутки од разни материјали и со различни техники и денешниот ден го искористивме како еден ден кога ќе го украсиме плоштадот во населба автокоманда со кој што се граничи нашата градинка со пеперутките, значи тоа се некаде околу 700 пеперутки, а можеби и повеќе, затоа што некои деца изработуваа и повеќе пеперутки од една. Денеска се одржа третата седница на Советот на град Скопје, на која беше усвоен извештајот за извршување на буџетот на град Скопје за првото тримесечие од годината. Прилог на Андријана Димитриевска. На третата седница на Советот на град Скопје, која се одржа денеска, на дневниот ред беа предложени 23 точки. Првата точка на која расправаа советниците е извештајот за извршување на буџетот на град Скопје за периодот од првото тромесечие од годината. Советниците оваа точка ја усвоија со 25 гласа за и 13 воздржани. Во првиот квартал од 2013 година град Скопје има остварено вкупно приходи во износ од 882 милиони 941.714 денари. Во основниот буџет во првиот квартал вкупните приходи се остварени значително намалени во споредба со истиот период од претходната година. Ваквата состојба е резултат на локалните избори 2013 кои се одвиваа во извештајниот период, што придонесе до намалување на активностите на сите нивоа, намалена изградба на нови станови и намалена купопродажба на становите, деловен простор и земјиште. Ако се земе во предвид дека овие активности процедуираат остварување на приходи од надоместок за уредување на градежното земјиште, данок на промет на недвижности како и приходи во продажба на земјиште сопственост на Република Македонија, кои учествуваат со над 70% во основниот буџет, тогаш се јасни бројките за остварените приходи во првиот квартал. Извршените расходи во извештајниот период се во рамки на остварените приходи. При тоа, тековно оперативните расходи учествуваат со 59,4%, а капиталните расходи со 40,6%. Продолжуваме со програмата за реконструкција и обновување на фасадите во градот Скопје.
Сакам да напомнам дека тоа е во соработка со владата на Република Македонија, покрај кеот на реката Вардар, тоест на кулите на ГТЦ. Има вкупно околу 5 кули. Објавено е огласот за иденото решение. Значи во комисијата се ставени и станарите кои што живеат во овие згради за да учествуваат во изборот на иденото решение, понатака и во проектирањето. Втората локација е на плоштадот Карпошово стание, тоест на зградата кај што е Министерство транспорт и врски, во оној дел кај што не е државна, значи не е државна институција, и третата локација е на Илинденска. Советниците од опозицијата имаа забелешки кои беа изнесени на денешната седница. Забелешките се во делот на извештајот за локалните избори, а присутни беа и коментарите да се обрне повеќе внимание на капиталните расходи. Книгата ВМРО 1893-1903 Поглед низ документи од Ванчо Ѓорѓиев беше денеска промовирана во Домот на култура Илинден во рамки на 14-та литературна манифестација Илинден 2013. Во книгата се собрани 153 значајни документи за развивањето на македонската револуционерна организација. Пред голем број љубители на пишаниот збор денеска во Домот на култура Илинден беше промовирана книгата ВМРО 1893-1903 Поглед низ документи од авторот Ванчо Ѓорѓиев. Овој документарен зборник со 153 документи е значаен историски документ, бидејќи годинава се навршуваат 120 години од основањето на македонската револуционерна организација и 110 години од Илинденското востание. Своје пригодно обраќање пред гостите, меѓу кои беше и градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, имаше и авторот Ванчо Ѓорѓиев, кој по завршувањето на промоцијата оствари средба со своите читатели и на љубителите на пишаниот збор им потпиша неколку примероци од својата книга. Кај на досега немаме ни еден зборник на документи во кој што на едно место се представени најударните документи од историјата на македонската револуционерна борба. Забележав дека тоа не е навистина празнина или тоа што го имаме малку, всушност понекаде има грешки, некаде идеолошки толкувано, а на друга страна ова празнина што ја имаме кај нас во нашето соседство на исток, така масовно се злоупотребува во секој поглед, за да докажат и да покажат дека ние немаме своји корени, дека тоа што го водела македонската револуционерна организација како своја борба всушност е борба од бугарската историја за едно цело од Црно море до Рим, а всушност документите се исти и за нив и за нас, но ако погледнеме како се селектираат тие документи таму и овде, тогаш можеме да видиме дека не стои нивната приказна, а ние пак ќе треба малку да се олабавиме од она што го сметаме како неприкосновени вистини, изградени како стереотипи. Со пригоден подарок, градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски му се заблагодари на авторот Ванчо Ѓорѓиев за промоцијата на своето дело на 14-та литературна манифестација Илинден 2013. Научниот интерес на авторот првенствено е насочен кон македонското револуционерно национално ослободително движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Промоцијата се одржа во рамките на 14-та литературна манифестација Илинден 2013, на која утре исто така во Домот на култура Илинден ќе биде промовиран светскиот хит книгата И планините од Екнаа, на најчитаниот американски автор во светот со афганистанско потекло Халид Хосини. Градските власти објавија нов термин за конкурсот за најдобра аматерска и професионална фотографија, а воедно го продолжија и времето за пријавување. Новиот повеќе објавен на 25 маја ќе трае 60 дена. Учесниците може да доставуваат дневни и ноќни минимум 10, а максимум 50 фотографии со различни мотиви од Скопје. Град Скопје го задржува правото за своите интерни потреби да ги користи сите пристигнати фотографии. Фотографиите треба да се достават до Град Скопје, сектор за локален економски развој со назнака за конкурсот за најдобра фотографија или лично во архивата на Град Скопје. Изборот на фотографиите ќе го изврши специјална комисија формирана од Град Скопје според критериумите утврдени во конкурсот. На конкурсот ќе бидат доделени 3 награди за најдобра фотографија. Првата награда изнесува 50.000 денари, втората 40.000 денари и третата 30.000 денари. Ева што следува понатаму во вестите.
Спорт. Бразилската суперзвезда Неймар подпиша 5-годишен договор со Барселона. Бразилската суперзвезда Неймар подпиша 5-годишен договор со Барселона и тој официјално ќе биде представен на 2 јуни. Ова е само една од спортските информации кои следуваат веднаш по рекламите.